Also as a sign of appreciation, but also from a Исто едно very длабоко deep верување belief, од европските, from од the семејството на European европските Green зелени. Family, we decided, Кон крајот на at the end of 2019 одлучивме that the next assembly, the next council дека следното of the собрание European на европските family зелени ќе be биде во in Скопје, because it's the right time бидејќи е to вистинско show време да that we покажеме want на the европското European семејство дека Union to е време welcome да our се прифати Western Западниот Балкан. neighbors. The European identity will Европскиот not be идентитет нема да биде completed целосен се till додека we не ги welcome прифатиме и им посакаме the добри дојде neighbors на from the соседите од Western Западниот Balkan. Балкан. Природата ни го дава нашиот квалитет на живот, но ние сме оние кои сме должни да го сочуваме и за нас и за нашите идни генерации. Да се напушти користењето на фосилните горива и да се премине кон употребата на обновливите извори на енергија. За Македонија иднината на енергетиката е она што ние го имаме во изобилие – ветерот и сонцето. Да го потикнеме локалното органско производство на храна и да ги сочуваме автохтоните сорти, зашто чувајќи ги нив, го спасуваме светот. Нашиот стремеж е за фер и праведно општество, кое нуди еднакви можности за сите. Стремеж за солидарно општество во кое никој нема да биде заборавен. Затоа ние зелените бараме итна климатска акција веднаш. Потребен е фронт против корупцијата. Потребни се повеќе луѓе како Миро и Дејан, кои се урбани екохерои, честни и неподмитливи, а ги има и во институциите и надвор од нив во граѓанското екодвижење. Потребно е обединување на силите, зашто големите валкани бизниси се како ламии. Мора да продолжиме со борбата за заштитување на нашите природни богатства преку прогласување на националните паркови. Шар планина, завршување на спорот со прогласувањето на Националниот парк Маврово, прогласување на пределот, заштитениот предел Осогово. На тој начин ние ќе спречиме идната експлоатација на природни ресурси во овие толку важни предели. Европските зелени постигнаа значителен успех во наминатите избори за Европскиот парламент и освоија 75 пратенички места, што е сериозна бројка која им дава моќ на европските зелени да имаат влијание и силно учество во креирањето на политиките на Европската Унија. Особено ме радува фактот што нашите пратенички предложија закон за забрана на увоз на отпад како енергенс, истиот беше изгласан. Ние постојано се соочуваме со загадување на воздухот, што е резултат на палење и уништување на отпад. Јас како прв човек на инспекторатот на град Скопје сакам да истакнам дека се зголемени инспекцијските контроли и надзори. Ние како зелена идеологија која ја застапуваме, имаме три клучни темели. Тоа се луѓето, тоа е животната средина и тоа е економијата. Сите три, практично балансот помеѓу тие три можеме да ги врземе со дигитализација. Демократската обнова на Македонија го препознава притисокот врз животната средина во урбаните центри и затоа предлага воведување на нов концепт на зелени градови. Колку е моќен туризмот, можевме да видиме низ годините наназад. Во македонската економија влева околу 400 милиони долари директно или индиректно 1,1 милијарда. Се запослуваат повеќе од 10.000 луѓе директно и нешто повеќе од 50.000 ако ги гледаме холистички. Влие врз 20 економски гранки и тоа е можеби областа во иднината која што треба комплетно да биде зелена токму кај нас.
Независното судство, овдека секако, представува како единствена заложба на дом во која што ќе може да се направат едни независни институции со независни судии кои што ќе бидат ефикасни, правични и ќе овозможат подобра сигурност за сите граѓани. Дом даде огромен придонес во носењето на новиот закон за спречување и заштита на дискриминацијата, кој овозможува ефикасна заштита од било кој вид на дискриминација и за прв пат родовиот идентитет и сексуалната ориентација експлицитно се наведени како основа за дискриминација. Форумот на жени на дом во овој период кој што следува во фокусот на своето работење ќе ги има следните приоритети. Подобра социјална грижа, борејќи се против семејното насилство и родовото насилство, ставајќи им крај на стереотипите и предрасудите и говорот на омраза. Унапредување на здравствената заштита на жените преку едукација и зголемување на квантитетот и квалитетот на здравствените капацитети. Одливот на здравствени работници продолжува. Затоа сметаме дека еден од приоритетите во здравството треба да биде изработка на национална стратегија како здравствените работници, не само младите здравствени работници. Имаме одлив и на повозрастни. Значи, здравствените работници да се задржат во земјата. Знам дека за образование најмалку се зборува. Секој завршува, готово јас сум завршил. Сакам со ова што ви го кажувам, да размислите за овие 3 клучни. Во програмата се има уште да говориме за образование. Бидејќи сето ќе го имаме, и свест, и за екологија, ако имаме силни курикулуми наставни во образование. Пред се да се направи анализа и проценка за потребата од високообразовните институции во земјата, како и за нивна реорганизација. Следно да се овозможи поголема автономија на универзитетите, на високообразовните институции, со цел за нивно подобро функционирање и постигнување на подобри резултати. Дом верува дека е неопходно да се афирмира современата уметничка интелектуална мисла, уметничките текови и творештво и кои треба да го следат и да се вочекаш со развојот на европската и светската култура. Само така ќе бидеме присутни и прифатливи во светските на највисоките светски културни настани. Образованието е приоритет. Образованието е нешто што треба да биде на прво место. Без квалитетно образование ќе немаме здраво општество. Без квалитетно образование ќе немаме продуктивна младина. Без квалитетно образование ќе ни се појават многу други проблеми кои што не би ги сакале и кои што не би требале да ги имаме како на модерна и во наскоро време европска развиена земја. Во овие градови живеат луѓе, а не машини. Нашиот живот зависи само од нашето здравие. Да изградиме економија која освен профит ќе создава и среќа. Да се грижиме за човекот. Нашата татковина се луѓето.